Откако беше решено се стаса до потребата за достигнување на највисоките европски стандарди при добивање на лиценца за убивање. Наспроти, хуманата димензија е утврдена со досегашниот начин на спроведување на испитот. Дипломата за стекнување со вештина за убивање животни. Ловџиите одсега ќе може да ја добиваат на вистинскиот начин, со покажување на крвта на отстреланите. Замислите се полагаше практично електронски. Тоа не знам дека го имам во која држава. Само оние што го знаат ова знаење, знаат во која тоа држава вака се полага. Но веројатно во ниту една универзитетски професор не се станува без диплома. Македонија е еден од ретките примери каде академската титула не зависи од тоа дали е заслужена и стекната со научни трудови, оти за да се учат студенти. Доволно е да се биде моќник и финансиер од партијата на власт. Тоа само по себе значи и професор. Актуелниот градоначалник Рамис Мерко има докторски труд, докторска диплома, добиена од Нови Пазар, кој што е не акредитирана, односно не нострифицирана, и си ја добива наставно научно звање, значи доцент, а згора на тоа и вореден професор. За вакво однесување е потребна воредна чистка, но таа не е можна затоа што не се спроведува ниту редовната. На собраното ѓубре, а неубавината станува доминантна сила, по која наместо да се срамат, префрлувајќи си ја одговорноста пред донаторите, горделиво си ја споделуваат локалните и владините функционери. Убаво место. Овде е чист воздух, аме таму во преко цесту има малце градоначалничка, треба да ја чисти таа. Не само градоначалничката, и централната власт. Па и централна. Се всушност зависи од небото и неговата милост, оти на земјата владеат некои чудни правила. По невремето, обештетување може да бараат оние кај кои ветрот дувал со просечна брзина за 8 км помала од дозволената на магистрален пат, па градските власти со помош на радар, како безчувствителни сообраќајци ја премеруваат силата на природата, која нивните колеги од скопските општини со продолжувањето на злосторничката сеча и со урбаното луѓево во голема мера и самите ја предизвикуваат. По 72 штетата ја надомесува јавните предпријатија, над 72 веќе се води као непогода и тоа е виша сила. Тоа значи дека нема бидат обештетени. Природата има свое влијание, но не треба да се занемари карактер. Штетата што врз демократскиот диалог и врз обидите да се влијае врз јавната свест ја предизвикува желбата по секоја цена да се стаса до публицитет и до гледаност, доведува до несакани, но посакувани поени, кои наместо кон челото на табелата водат кон незиното дно. За мене вика дека сум само бендисен, ама предпоставам дека се возбудуваш и ти го гледало кој се играш. Ама вие изгледа малку сте попиле пред емисија. Дечко, ја не сум Рамо Рамадани и нема да го цитирам, затоа што сум официр и джентлмен за тебе. Прво, да завршам. Луѓе се брукате. Добро, ајде да не се на лична основа. Обшто не ве преваспитувам, требало да ме воспитаат тие што ви се родители, не јас. Значи не го вадете микрофонот апсолутно. Родители, многу кратко и ова го следи јавноста, ти се премочка за мене. И на крајот, во таков амбиент, нормално е тоа што сите, што се без особено сериозни заслуги, стравуваат дека дури и со изборен систем, со кој им се пружа шанса, сами, тешко ќе стасаат да се опиваат од аромата на власта. Доволно е да стават висок цензус и ту вие, ниту ние, нема никогаш да го замирисаме собранието на Република Македонија. Да се примириса е сосема различно од да се замириса. Кај нас, таму одамна смрди. Баш затоа што им се дозволува да примирисаат на оние што потоа го замирисуваат.